Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во отвореното спортско студио на телевизија Нова. Јуни е месец на фудбалот, фестивал на фудбалот, 21-то младинско европско фудбалско првенство со нашата репрезентација како единствен дебитант учесник на едно вакво големо надпреварување. Од 16 јуни па се до 30 нашата репрезентација има загарантирано минимум 3 надпревари во својата Б група, исклучително силна група во која нашата селекција бара шанса за докажување, можеби за историски успех и пласман во нокаут фазата полуфиналето. Европското младинско фудбалско првенство се игра во формат од 3 групи со по 4 репрезентации, е навистина исклучително тешко затоа што играат само 12 селекции, двојно помалку од сениорското европско фудбалско првенство, па затоа настапот на нашата младинска фудбалска репрезентација на ова континентално првенство има на дополнителна тежина. Вечерва разговараме на тема Европско фудбалско првенство во Полска со моите гости, искусниот Васил Рингов во студиото на телевизија Нова. Добро вечер, добре дојдовте. Прв пат гостувате кај нас. Така е. Тука се уште и Виктор Треневски, тренер на фудбалскиот клуб Работнички. Добро вечер. Добро вечер. И Гораст Михајлов, кој работи во Обединетите Арапски Емирати во моментов како тренер заедно со Геопал Хаџиевски. Добро вечер. Добро вечер. Не очекува еден интересен период, како што најавив. Васе, Македонија за прв пат учествува на едно вакво првенство. Долго време чекаме, практично од кога станавме самостојна држава до сега, ја искористивме првата шанса. Те изненади ли тебе како искусен фудбалер и добар познавач на фудбалските состојби не само во Македонија и во Европа, пласманот на нашата репрезентација на првенството во Полска? Искрен да бидем, знаејќи ги таа генерација поодамна, не ми изненади. Неверојатно. Стварно направија децата успех, супер, меѓутоа сега треба да се потврдат нова, добра генерација и со добра работа. Ние сме во принцип многу талентирани. Поготово бивша Југославија, еве да кажам. И очекувам и подобри успеси. Ја елиминиравме на Франција во групната фаза, една од најскапите репрезентации по цената на играчите поединечно. Имаме силна група во Полска. Може ли Македонија да изненади? Еве вака за почеток на разговорот. Па сега да кажам, децата го направи успехот. Сега тамо треба поодговорни да се и да одат на резултат. Нема добра игра. Немаат ништо да загубат. Ништо не се губи. Стварно е јака група, Шпанија, мислам. Не знам. Али ги гледам се познават меѓу себе, тоа е важен фактор. Долго играат заедно, имат селектор Боби што ги познава исто и мислам можат и да изненадат. Виктор, еве, слично прашање за тебе. Македонија е прв пат на едно вакво надпреварување. Изненадување е тоа или не, затоа што има и доста играчи во составот кои ќе настапат во Полска што се од домашното првенство, главно се играчи од домашното првенство. Па ја имам кажано и порано, мислам дека е огромна, голема работа што сигурно 50% играчи играат во домашното првенство и мислам дека таков пример во регионот немаме. За мене изненадување, ја мислам за 99% луѓе изненадување, дека со оглед на Франција и сега оваа група не е голем, него огромен успех и тука е главен генератор, мислам, Боби Милевски. Ние точно е што Васил кажа, талентирани сме, меѓутоа талентот е едно, тоа сега прв пат се сплоти во едно да излеземе, да направиме, мислам, огромен успех. Меѓутоа, ја би ги поделил на две етапи, нели? Тој успехот голем и сега што не чека таму. Од моја гледна точка, за нас е завршена работата. За мене U21 репрезентација е оној главниот исчекор кон А репрезентација, што е крајна цел, да го дочекаме и тој момент, а ќе го дочекаме. Ќе дај Господи да идеме на европско или светско сениорите и они тука направија феноменална работа.
Значи, некако и целиот фудбалска федерација, па и јавноста, сите кон едно идевме. Ние како клуб, јас за работнички можам да кажам дека имам 3 репрезентативци кои морам посебно внимание да им, поготово сега пред крај, да ги спремам колку толку да бидат и физичко подготвени и психички. Се надевам и другите така размислува. Едноставно мислам и А репрезентација трпеше. Нели ги имаме 3-4 кои веќе сега и тоа е најголем успех. Значи да имате вие од У21 се тргна границата, сега се 21 години, зборевме порано дека тоа се веќе готови играчи, меѓутоа имаме проблем што сите репрезентативци од А ретко кои играат во клубовите, а тука баш имаме концентрација и мислам дека тука сигурно ќе не подценати. Ја не знам дали може да имаме потешка група од Шпанија, Португалија и Србија. Србија која освојуваше У20 светско првенство, У19 порано, а меѓутоа од друга страна и тоа наша шанса се чувствува и тој момент кој сега другиве херои Вардар, мислам, Ракомет кај што покажа еден ПСЖ така да го тепаат и мислам дека спремни ќе ги дочекаме, али без оглед на све работата е завршена во секој случај. Гораст, ги следиш ти настапите на младата репрезентација и додека беше тука, сега си во странство, меѓутоа сигурно имаш свое видување за квалификацијскиот циклус за патот на нашата репрезентација до Полска. Пред се честитки уште една за целиот стручен штаб, за овие играчи, меѓутоа не смеме да забораваме дека оваа селекција е селектирана уште пред 4-5 години. Генератор на оваа селекција моментално, како што кажа Виктор, е Боби Милевски. Навистина ги сплоти, ги хомогенизира, ги направи како една компактна целина. Меѓутоа, оваа селекција е продукт на еден подолг тренажен, така да кажам, процес во кој што селекцијата ја направија Бобан Бабунски и Зоран Бошковски и Чоко. Значи, онаа генерација од која што грото до вие веќе 60% играчи настапуваат и продолжија. Исто така голем успех, Виктор кажа, дека ние своето го направивме, сега ни е голема шанса само за докажување, што исто така и на личен план за самите играчи да се докажат, бидејќи таму знаеме, сите сме свесни колку скаути, тренери ќе присуствуваат, ќе го пратат, ова е голема манифестација, голем успех, убаво е за Македонија да се чуе, еве и дека Македонија не е на гранките ниско во Европа во фудбалот, е токму оваа репрезентација, се веруваме дека оваа репрезентација играчи ќе излезат утре, задутре и веќе играат дел за нив оваа репрезентација и како што кажавме, сите се служуваме со тоа еден ден да играме и во сениорска конкуренција на некое европско или светско првенство, кога можеш еден Исланд, јас пак ја потенцирам бидејќи сум работел тоа е таму. добар пример, тоа е исклучително добар пример. Исто кажавте во почетокот дека дебитанти беа ракометарите на Вардар на Final Four го освоја, зашто да не направиме и некое чудо, значи талентот тука го имаме. Значи имаме добра генерација, имаме добар стручен штаб, условите кои што дадени од федерацијата се навистина феноменални, ги имаат сите услови. Виктор ве кажа дека и играчите, значи клубовите се сплотени, значи сите тука имаат свој дел вградено во оваа клетка, така да кажем, во ова јадро, така да останува само на нив и верувам дека момците ќе покажат и ќе докажат дека навистина вредат и дека со право се таму каде што се. Васе, колку е тешко да се создаде една ваква генерација, затоа што ние чекаме навистина многу години да дојдеме до едно вакво надпреварување, дочекавме за среќа и поготово што оваа генерација, како што рече и Виктора и Гораст, треба да представува иднина на македонскиот фудбал. Не е толку тешко, меѓутоа треба да се знае да се работи, да се води евиденција, иначе ретко се случува цела генерација да се сплоти и да игра. Може од генерација ќе успешни имаш 2-3. Вака нешто се случи благодарение на тренерите. Предпоставувам со евиденции, со квалитетна работа, толку деца, цела генерација да излезе и да оде на Европска. Порано имаше генерации, излезе еден репрезентативец, другото го нема никаде. Не е тешко ако знаеш што сакаш, квалитетно се работи, се водат евиденции, архиви, одат на турнири, сплотени, оти во млади категории, голем фактор е да се познаваш меѓу себе. Тоа Виктор што кажа, многу тешко е кога ќе донесеш од надвор. Прво не игра. Јас би земал
послаб, ама да има утакмици во нози. И важен фактор е да се познават, да се сплотени, да знаат кој колку може. Тоа е голем фактор на вакви такмичења. Турнирско е. Да, близко се термините Термините, треба одмор, преку еден треба... ден. И резултате. Таму сега убава игра. Нема испаѓа. Се договара. Јасно е дека вие имате многу контакти со Хрватска. Хрватска не е на младинското европско фудбалско првенство. Во контактите со вашите пријатели од Хрватска, како го оценуваат резултатот на Македонија во овој квалификацијски циклус? Изненадени ли се? Не се изненадени, они следат. Буквално, мислам, го познават само еден Јозак има. Спортски директор, тео репрезентацијата во Динамо. Стварно важи за аналитичар, се знае, се води. Они признават, ние сме талентирани, имаме, меѓутоа они поквалитетно работи. Они стварно генерации водат на европско, на кадетско, на... Да, го имаат тоа искуство пред нас. Имат. И сега они ги познават нашите деца. Тоа се модерните клубови се ги гледат, поготово јас на Виктор му кажав, од работнички они ги следат, од сите репрезентативци, чим излезе надвор, така да се радуват. Мои пријатели, Мелина Ричти, дај Боже, вика, ние ништа, оти он бивши фудбалери, тај ни е разговорот. Сега останува на децата. Деца ги викам, не се деца, меѓутоа... Да, тие се формирани личности веќе и играчи. Виктор, колку е тешко да се создаде квалитетен репрезентативец од ваков калибар како што Шишковски, Елиф Елмас, Кира Марковски? Па гледајте, ти работиш со нив. значи ние ако видиме, значи задниве 20 години, еве од кога сме ние самостојни играчи, секој пат секогаш има. И ова е една стапица за нив, и Гора спомна, они после индивидуално кроз ова треба да се, како да ви кажам, значи, канализира. да, колективно се ствара и после индивидуалецот секој има свој пат кај што мора, не е доволно. Ќе го завршиме, дај Боже да го освоиме U21, следниот ден е поново, повторно. Не да е тешко, него е многу тешко. Значи Чоко Бошковски, Боби Бабунски. Значи тој почеток овде прв пат сме сведоци да некако прво струката ни е на високо ниво. Дефинитивно и наша четврта генерација на едукација е на високо ниво. Тоа се чувствува. Сега кога имавме семинар, баш Ромео Јозак беше тука, меѓутоа Динамо ги менаџира кроз Динамо, ги следат сите. Хрватска може би не е внатре за тоа што е прашање од 20 играчи, они имаат 20-21 година играчи кои играат во големи клубови, не ја чувствуваат. Хрватска е поим за националноста, како се... Меѓутоа, не играат сите максимално, него држа тајмингот за U21 репрезентацијата. И може би за тоа не се. А кај нас, некако се многу сегменти не поклопени, него просто фудбалот, колку и да ние збориме околу, во прв план, кај 90% луѓе кои се занимаваат со тоа, е во првиот план. И значи, не да е тешко, во наша е стравично тешко. Значи, за Исланд може Горас да каже сигурно подобра, али предпоставувам една земја со 300.000 жители, али имаат проекат и сите се внатре. Ние сме еден влече таму, а сега прв пат сме, значи, со работата. Ова е 5-6 години од назад работено, значи и клубовите не смеат да се запостават, работнички, па мисле Македонија, Ѓорче Петров, 70-80% играчи се со потекло или со одреден дел. Присуство таму, да. На селекторот е многу тешко, ќе ги добие на 8 дена и да работи. Да. Боби ја заокружи тоа, ги фокусираше на одредени работи, дигна еден стандард феноменален дека за репрезентација се доаѓа да се игра, а не да се настапува. И тука е еден голем број кој што ја и така не ги знам во детали, тоа може он да каже сите со они дели, ја можам за заднава година поконкретно да зборам дека мене во прва мисла ми беа мене Шишковски, може Даниел Божиновски на пример да биде и подобар, али во одредени моменти ја просто морам да го испочитувам талентот, да го испочитувам моментот.
Мислам, исто со Кире Марковски, исто со Ели Фелмас, ама тие не може да дојдат, да можеме да работам со нив, да со некој порано со нив не работел на едно високо ниво и тоа е дефинитивно извор. Така е. И тоа е тоа е работата зашто сме тука каде сме. Гораст, слично, ако не исто прашање за тебе, и една компарација со Исланд, работеше ти и таму, сега работиш и во Обединетите Арапски Емирати и Македонија. Кога ќе го ставиме овој триаголник, таков, тоа се сосема три различни земји, можеби со Исланд сме малку блиски во однос на некои одредени капацитети, меѓутоа колку е тешко да се создадат вакви играчи, гледајќи го она како искуство што си го имал во Исланд, сега како искуство во Обединетите Арапски Емирати и она што го работеше во Македонија. Значи, јас ке се навратам пред се на Васе. Имало, значи, играчи порано, стварно и генерации. Еве, јас може да се пофалам со тоа дека бев прв од тогаш на Македонија како самостојна до 21 години. Ние бевме трети во својата група, со една Белгија, со една Шпанија, со како се вика, со Кипар. Значи, за малку не успевме да се пласираме. Меѓутоа, тоа беше инцидентно. Тогаш бевме сплотени, собрани на национално ниво. Не успевме. Таа генерација после игра и за репрезентација. Значи, Ангелов, Захариевски, Христов, Гигец, Николаевски, Јовчев, Шакири, Васевски. Потоа Виктор ја наследи таа репрезентација во репрезентација кога бе во сениорите. Значи, имаше успех. Меѓутоа, не беше тогаш сега поставени коцките како сега што се поставени. Во компарација со Исланд, Виктор кажа, значи програм, 12 годишен програм. За 8 години да сме таму, за 12 години таму. И сите се вплотени. Министерство, образование, фудбалска федерација, државата стои. Еве национален програм во Унгарија, не знам дали знаете, значи во сите спортови се инвестира страшно. Значи во инфраструктура, во бази, во спортски терени, комплетно во се. Значи имаат сега услови, можеме се пофалиме дека имаат услови, дека тешко е да се вкомпонира. Значи треба еден процес, 5-6 години да се дојде до нешто. Он работи со 3-4 играчи, значи он треба да се фокусира, да ги темпира, како што да ги промовира, да им се даде шанса, да се дозира, да значи за да бидат во целта за репрезентацијата за овој престоен како се вели шампионат. Што се однесува до Арапските Емирати, до тој арапскиот свет, работат и они, исто инвестираат. Значи, се поставува. Меѓутоа, има разлика во менталитетот. И во талентот. Во талентот. Меѓутоа, они се фокусирани, еве конкретно пред 3-4 месеци, они подпишаат договор со Холандската фудбалска федерација. Имаше и стручњаци од Холандија, доста тренери од Холандија работат таму. Ја превземат нивната методологија, нивниот начин на работа и нема да бидеме зачудени ако за некоја година они се пласираат на некој светски шампион. Бидејќи нели они се во помладите категории, значи таму се работи исто постепено со програма, значи доколку е поставена некоја платформа, може да се издействува, нормално сите фактори да бидат во фокус во центарот на тоа за да се исполни, да се дојде до таа зацртана цел. Гораст, колку долго Исланд ја градеше таа стратегија, бидејќи јас се сеќавам и со Сречко Катанец и претходно кога игравме на Исланд во репрезентацијата полека чекореше напред. Меѓутоа сето тоа претпоставувам било градено преку младинските репрезентации. Ти беше долго време таму. 2003 или 2004 се не ме фаќате, значи направена е таа програма 12 годишна и Исланд свесно еден циклус од сениорскиот го жртвуваше за како што тоа сега се случува кај нас во овој мундијалски циклус. Значи, оваа репрезентација моментално што е на Исланд, костурот на играчите се 24-25 години, они пред 7-8 години играа на завршница елит на U17 во Белгија и во Холандија, ми се чини дека беше, и тогаш е настаната оваа репрезентација. И еве сега исто и до 21 години, они пред 3 години во Данска ми се чини беше за малку за еден гол не отидо на Олимпијада, нели четвртиот, третиот со пласманот се пласира на Олимпијада. Еве и оваа година, мислам, овој циклус изминатиот беа со нас. Значи, они со евентуална победа против Украина, со кого беше на домашен терен, они ќе беа први во група, ние може и да визевме. Меѓутоа, они киксира, не искористивме шансата и ние се пласиравме, они испадна. Значи,
се инвестира. Значи, долготражна програма е 12 годишна, оние ќе продолжат сигурно и Спортска култура има. спортска И култура. ракомет, Тоа е и да, као тоа е народ, чак и народ. кошарка, и острово има близо, нели Британија, многу играчи се у чемпионшип, она мислам и таа култура е на висок ниво. многу високо ниво. Тоа е Виктор што го кажа, навистина кај нив е уште од мали ги едуцират и ги Убав пример од кој треба да се учи и да се ископира практично, што е многу важно. Многу важно, да. Се Правилно. надевам дека ги копираат и другите и дека ќе имаат успех како Да се прилагоди. Така е. Да се прилагоди, да се прилагоди, испокира И од канализира спрема нашите услови. Так. Правиме мала пауза за реклами, почитувани, па се враќаме веднаш во студиото на телевизија Нова. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Веќе 10 години International High School го трасира патот до успехот на секое дете. ИХС ми овозможува да ги откриам и да ги развијам моите таленти. Настава на англиски и македонски, модерно прилагодена за поддршка и развој на секој ученик. Јас сум во ИХС за да си го усовршам англискиот јазик. Овде у ИХС се осеќам као код куќе. Веќе 10 години International High School, приватна гимназија помирка за секое дете. Домот е таму каде што ти е срцето. Назад сме во студиото на телевизија Нова, тема Европско фудбалско првенство во Полска за играчи до 21 година. Телевизија Нова, само ќе подсетам, ќе врши 18 директни преноси од овој континентален шампионат, започнувајќи од петок 16 јуни со надпреварите од А групата. Ќе ги анализираме и другите групи, и нашата поготово. Ќе го прашам Васил Рингов, Васе, колку е важен селекторот, го спомнавме во повеќе наврати досега Благоја Милевски. Мој впечаток е личен како новинар дека донесе една цврста дисциплина внатре во тимот, се знае кој што прави, кој каде игра, колку игра и како игра. Колку е важно да се склопи тој мозаик на играчите, дисциплина и можности? Многу, а го почитам важна функција, а па го почитам мислењето на ми беше тренер Чиро Блажевиќ, кога ми кажа има разлика од тренер на фудбалски клуб и селектор. Селекторот е важен да ги спои, бидејќи селекторот не ги тренира. 5 дена ќе ги собере, толку време имат. Они се по клубови. Да, тој добива практично готов да има производ. доверба играчите према селекторот и селекторот према играчите. Важен елемент. Да е дрзок, безобразен, да не осетат играчите. Тие се во еден период на развој во кој наистина имаат пред себе многу, зад себе немаат можеби многу, меѓутоа успеа ли Благоја Милевски во тоа да наметне својот авторитет? Генерација долги години ја води, мислам, знае како диша. А и играчите знаат што бара Боби од нив. Тоа е за успех. Добитна комбинација, што веламе. Имав можност, предпоставам и вие сте го гледале, мечот со Франција, односно двомечот со Франција и тука и во Франција. Мој впечаток беше да ги смене адресовите Македонија и Франција, дека немаше да се знае кој е Македонија, кој е Франција во тој двомеч, затоа што Франција два пати ни се провлече, можевме да ја добиеме.
Ја зимам Франција, бидејќи таа беше фаворит број 1 за првата позиција во квалификацијската група на Македонија. Може ли тој двомеч со Франција да ни биде репер за она што не очекува во Полска? Па мислам дека не може, дека во однос на Франција и Шпанија и Португалија и Србија по-сериозно ќе се спремат. Мислам, више нема, сите карти се отворени. Ја кај Боби Милевски би рекол, мене главна работа која не направи е бескомпромисноста во одлуките, кои се темелат врз база на фудбалските параметри. Нема многу отстапување. Изборовите кои ги кажува, апсолутно се држи кон нив. Ако погреши некој пат, во една прилика кажа, играчи кои не играат, нема да ме играат. Меѓутоа, кога такви случаи се деси, он автоматски искача и кажа, да, во ред е, тука може би погрешив, меѓутоа, имам причина зашто. Сакам да кажам дека... Тој случај, например, конкретно еве и со Даниел Аврамовски, не играше многу, а е во репрезентацијата, а за репрезентацијата пак е многу корисно. Точно, ама сакам позитивно да го објаснам ова во смисла фудбалскиот аспект е број 1. Стандардот е многу висок и нив, кога ги донесува во позиција да го дадат максимумот. Имате играчи кои не играат, па имавме и ние, па и наша репрезентација, колку не играва негде, па ќе блесне. Гоце Христов, кога бевме, не играше репрезентација, растураше, така да кажам. Значи, тие елементи, али чисто фудбалски, значи нема дека U21 е многу, цела комплексна е работата, од менаџери, од нивните карактери, од родители. Тука, мислам, најголема работа заврши. И сега особено кај родителите, ја би се надоврзал, затоа што ви рекол и сер Алекс Фергусон, најголем противник на талентирано дете е неговиот родител и неговата амбиција. Да, ама тоа е више до 16-17 години, 18, 21 више родителите се малку понастрана. Мислам дека тука е најголема работа. Ова за Франција што кажавте, дефинитивно. Знаете како кога на терен ќе отидат и се гледа таа поставка, ја можам да кажам од мој аспект, го разможал свој васе, ова би било, вака не, али тоа се збори и тоа е супер тренер која ќе доживее тоа да му го зборат. Оваа тактика, ова е супер, дека тренерската работа е да сите предуслови ги задоволиш, да секој после може да каже ова би ја овака, ова би онака. Обично е тоа клучот и кога така ќе настапиме, кога имаме големи репрезентации као Франција, Португалија, кои дефинитивно не им е тоа приоритет во смисла младите, нели колку имаме. Еве Србија има проблем со Сергеј од Лацио. Да. Не, кај нас нема не. Просто тоа ние се работиме за тоа. Значи имаме голема шанса. Апсолутно, со 20 малку турнирскиот начин тука е, али тука не се сомневам дека ќе се спремат. Објективно на 3 дена се утакмици, али имаме и голем фонд на играчи. Ја очекувам многу добра припрема и многу добри мечеви. Пак дека да не подценат они несвесно Македонија. Ние не можеме да го пресликаме Исланд, дека ние сме од Македонија. Тој е некој ситен комплекс што ја не можам да се помирам со тоа, си го носиме во однос на Хрватска, во однос на Србија. Оваа генерација покажа и еден голема доза и карактерна, и Давид Бабунски покажува некои страни, ги шири нашите репрезентативци, дека не е само теренот излези, малку треба и да се прочита, малку да се гледа. Мислам, многу се сегменти тука и мислам дека без оглед, пак ќе повторам, што и да биде, они ја направи работата огромна. У поставката репрезентацијата U21, играчите се спремни и сега да ги спратиме, едноставно да ги поддржиме, што и да биде. Урасте и за тебе истото прашање, дисциплината во играта, склопувањето на тој мозаик, колку е тешко да се направи. Она што Милевски објективно успеа да го спроведе на дел. Па јас ке се надоврзам само на вас и на Виктор, дека навистина функцијата на селекторот е во тие 5, 6, 7, 8 дена, колку и да се, да ги сплоти, да ги изменаџира и да ги постави да бидат сите заедно и да бидат како еден. Он тоа го постигна. Значи, сите тие негови замисли, тактички, значи, играчите ги исполнуваат до максимум. Дисциплината на највисоко ниво, што не било до сега, да кажем, во минатото не сме имале ваков пример. Да, несвојствено да коментираме, да кажеме, види како играат наши, види колку се дисциплинирани, колку се тактички добро поставени, како се движат. Меѓутоа, тоа е успех и на тренерите кои што работат со тие играчи. Значи, дека
Да, не тоа што го почнува напомена и се Виктор само. пред малку, дека едукацијата ке тренерите сега кај нас на едно многу повисоко ниво, се пратат тие модерни трендови, значи веќе знаеме. Исто тоа ќе се надоврзам на една анекдота, еве што ја кажа и Васе за Чиро Блажевиќ, ја за Сантрач. Значи за репрезентација на Југославија кој игравме порано како млади, тешко е да донесеш одлука, значи многу е тешко да водиш утакмицата од внатре над преварот, да гледаш каде, што, како. Горе лесно е да се коментира. 10.000 ќе бидат селектори, сите знаат, сите сака да кажат. Меѓутоа треба да седнете, да осетите моментот кога, што, како да се постави. Еве за Даниел Аврамовски, не игра, меѓутоа во дадени ситуации он е исклучително важна ока во нашава репрезентација. Ама ја би сакал само и да кажам, пошто ние збориме, гледачите да не мислат Боби ќе ги добие на 5, 10, 8 дена. Боби секоја утакмица во првенство ја следеше. Мрме секоја утакмица ја следеше. Апсолутно сум сигурен целите асистентите како ги следат и надвор играчи. Значи процесот е друг, он ги има стварно на 5 дена, така е конкретно да работи. Али на начин на кој Боби Милевски и Мрме од друга страна и таа фузија во однос на работата, они ги следела нон-стоп. Значи, И колку е тоа важно, еве, тоа следење на играчите? Многу битно, например, И се дома и на тие што се надвор. Боби имаше и среќа што 6-7 играчи му беа дома, останатите се надвор. Па, еве, ќе се наврзаме и на тоа. Надвор, да, меѓуто Федерацијата сакам да идам да ги следам. Еве во Унгарија, Барди, Барди. и Ангелов. Значи, не е проблем да се оди до Будимпешта да се изгледа некој дерби. Србија, додека беше играше Давид, можеше да се следи. И Фала вие Богу, и медиите исто многу сте застапени, мислам. Значи, стварно покриена е е, целата работа е покриена од сите аспекти. Значи, све. Исто тоа, и во комуникација, не знам, ја додека бев, исто комуницираше Боби со мене за одредени играчи, како игра, што игра, како тренира, како се однесува. Значи, многу битно. Многу битно, значи, не е, да речеме, сега он е селектор, он се ќе ја води работата сам. Меѓутоа, он се консултираше, комуницираше со сите, како се, што се играчите ги пратеше и тоа доведе до каде што сме. Додатан. Значи, транспарентност, многу битен фактор. Од играчка страна сега, бидејќи се тренери ги почитувам, многу е важно кога ќе ти звони на мобилен како си било кој тренер. Најтешкото е да си помисли, ме заборави. После и повикот не е тоа што и на треба. крај дисциплината која викаме, со таквов пристап, со таква припрема, и самите задачи на теренот си идат сами од себе. И друг тренер да дојде со истиви играчи, да не е ова ние само загребавме малку. Да го нема ова, не е тоа, нема да има дисциплина. Мислам, многу е подлабоко, мора да се разговара, мора да се прати, мора... Да, и колку е Васе како кажа со поискусен. повик, тука е многу повеќе од еден повик. Значи, тука е контрола, тука имаме, нели, ајде, што сега стрим што ни е покриено. За жал немаме една телевизија која ќе ја покрие првенството, али сега првенството не е многу ни важно, него од сите параметри други до... Да, но сето тоа е еден голем мозаик кој носи успех или не носи успех ако не е поставено како што треба. Васе, многу често спомна и Виктор и Гораст, работата на Федерацијата се вреднува низ резултатите на репрезентацијата, што во пракса не треба да е така, затоа што Федерацијата е само еден сервис на селекциите од било која категорија, еве да почнеме и од U14 па до А, националниот тим. Колку е тука важна Федерацијата што оваа генерација успеа да дојде до пласма на Европското првенство? Ги спомнавме во неколку наврати дека има добри услови. Се е важно. За Федерацијата една од задачите да се грижи за сите селекции, да им прави услови подобри од што биле, меѓутоа Федерацијата ги води политиките на првенството, на домашните ни. Јас мислам, тука малку сме паднати, бидејќи одлуките Федерацијата ги носи. Сите клубови се членови на, како се вика? На Фудбалската федерација. На Фудбалската федерација. И тука можат многу контакти имат Федерацијата да се подобрува и лигата. Со самото подобрување на лигата, фудбалерите се во клубовите. Спомна Виктор. Виктор тренира тројца. Дај Боже, појака лига, подобри
фудбалери, подобри репрезентативци, сите задоволни. Мој впечаток е дека еве во изминативе неколку години овие помлади категории U19 и U16 и останатите одат на многу турнири. Колку е сето тоа еве како припрема важно затоа што Милевски уште со првиот собир на оваа генерација веќе прави камп за следниот квалификацијски циклус. Ќе кажам од фудбалскот и Горас беше, сите сме прошли. Едно е да играш наши првенства, младински лиги што ги имаме. Многу тешко е такмичење, сега, јас сум Вардар, пример. 10-0 ќе трепам и сега си мислиш добар си, а не можеш да го процениш. Послаба екипа е. Друго е во странство додаш на меѓународни турнири. Таму ќе видиш, не знаеш јазик, судија, непознат. Да, сега овие генерации играат многу такви надпревари. Тоа е добитка огромна, бидејќи знам, добар фудбалер се станува со појак од тебе. Имаш и да победиш, и да губаш, и да... И сега, зборам јас, сите што ме прашуват, абе како беше таа лига, благодарение на Југословенската лига, на екипите, Звезда, Партизан, станавме и ни подобри фудбалери по... Тоа е врзано. Не може репрезентација без клубови. Мора некаде да играт, да се промовират, оти репрезентација е врв на фудбалска крајот кариера. дека тие доаѓаат како готов производ на крајот од краиштата во селекциите. Тоа што ме праша за федерација. Добро работат со селекциите. Малку сега треба да се подобри и лигата. Да слушат мислења од тренери, да кажуваат, па да пренесат на председателите. Знаете, сега има еден дебаланс ли, како да го кажам. Газдата помалку да даде, да излезе. Имат проблем сите клубови. Сега пазарот доаѓаат, купуваат, во време друго беше. Забрана Југославија, 28 години. Да, сега се доаѓаат, правилата деца ги зимат, на игра. не можеш тимско да направиш генерација, да појавиш. Ке дојде добриот и го купуваат. Виктор, еве на таа тема, клубовите се соочуваат со многу проблеми во нашата земја, меѓутоа кај нас интересен е овој факт дека навистина многу играчи од оваа селекција кои го обезбедија пласманот со домашното првенство и доаѓаме до една чудна ситуација, си го критикуваме првенството не дека е тоа необјективно, објективно е дека не ни е толку квалитетно, меѓутоа па од друга страна добар дел од играчите се кои доаѓаат Па од јас домашно овака, шампионство. еден збор за федерацијата. Федерацијата има задача да обезбеди услови. И тие се обезбедени. Али сега ниво на УЕФА нема земја која по дефаулт ги обезбеди условите. За младите категории сите може да се оценат. Не е нашата младинска лига слаба, нити добра, ма не е она репер. Сите, еве, работнички, а за работнички може да кажам, тек на години има турнири со озбилни клубови, со ова, така да може. Така е. За ова што го рековте за лигава, јас, значи, во Словенија бев тренер, во Црна Гора бев тренер. Црна Гора има изузетна U21 репрезентација, која ние тепавме овде. Сите играчи 90% се надвор. У озбилни клубови, не знам, Бенфика, ова, она, тоа што ја и за Давид тогаш имам еднаш кажано, Барселона, све, али да, ти од 18-19 мораш да играш со сениори. И фала Богу, сега почна да игра конкретно и стабилно. Значи, имаме една лига, не знам, порано Горас тоа ќе каже подобро, како било, меѓутоа, овој ниво, со толку млади играчи, млади репрезентативци, а од друга страна, и поранешни стари репрезентативци, вие го имате Балдовалиев, ги имате, не знам кој играва во втора лига. Тоа е огромна работа. Во Словенија ретко може да се деси. Од U21 репрезентација, да, не, Хрватска, видите колку играат, Црна Гора, не знам дали двојца играат. Кај нас е 5-6% играат и тоа е солиден ниво. Шкендија, па еви Вардар со Динамо, да не се лажеме, покажава многу висок ниво и работнички порано со Травзон. Фудбал е 11 играч, односно 25. Да не се лажеме, порано било друго. Сега е друго време, кај што тој Исланд покажува, па не, нашата лига не е слаба лига. Со Шкендија ваква, Вардар, со Пелистер кој тргна,
нели, од втора лига тргнава озбилна, ренова со Чаток на начин кој работеше, Силек со тој некој фокус кој го има, за мене Вергалница која е јака екипа која падна победа, првенството е више него јако, ја го имам Мели Фелмас, без утакмици сезона има одигран. Без утакмиците во припремни период, кај што игравме со Днепро Олимпик, кај што игравме со руските екипи, со озбилни екипи, и они се спремаат као и ние. Сакам да кажам, тој е многу јак ниво. Може да зборуваат луѓе лига, овака, мислам, инфраструктурата не е заокружена. Тука можеме да правиме проблем. Секогаш има простор за тоа мислам и со федерацијата нема везе, тоа се општините, градовите. Тоа е основен проблем. Самиот ниво, самата игра, самата работа е барем во однос на Словенија и на Црна Гора, ја тоа можам да го кажам, на високо ниво. Или Горест, дали оваа генерација може да го издржи притисокот од настапот на Европското првенство? Реков на почетокот дебитанти сме. Кажа Виктор и Вардар беше во Келн дебитант, па ја освои. не беше дебитант, беше аутсайдер. И аутсайдер секако. И ние сме аутсайдери и дебитанти сега во Полска и башка сме во една исклучително силна група. Може ли оваа група на играчи да го издржи притисокот, ако се спореди со она што го одигра во групната фаза до пласманот на Европското првенство? Верувам дека може, меѓутоа ќе се надоврзам на еден друг многу битен психолошки момент, што ја прави јавност, спортската јавност. Значи, ајде, сега можеме, сега ни е шанса, сега ќе направиме. Така како да е прва и последна. Како да е прва и последна. Мислам, тоа се прави еден непотребен притисок, не само во фудбалот, и во ракомето, и во кошарките, сега ако не победиме, и што, јутре е ден, јутре е ден. Све не е нешто прво и последно. Прво и последно. Значи, треба да се остават дечките да си работат во една хармонија, да се информираме, да знаеме како што е изјави, меѓутоа не да се пумпа целата работа дека сега еве ние Шпанија ќе победиме, една Франција сме играле, со Србија ќе излеземе кои се србите. Мора, значи, да респектираме, меѓутоа да не ги преценуваме. Значи, да се респектираме сами. Јавноста до сега, мислам, оваа фудбалска, буквално дека за фудбалот правиме муабет, мислам дека е насочена и дека треба да ги поддржи во еден позитивен аспект. Не да бараме сега од нив да направат чудо. Значи, едноставно да ги помогнеме и да се загуби, не е страшно. Значи, не ќе кажавме на почеток. Самиот пласман доволно говори, 12 најквалитетни, најдобри. Двојно потешко од пласманот на европско сенирско, да. Значи, тука треба да се поддржи. И верувам дека со стручниот штаб, играчите, они се свесни за тоа што го направи и дека ќе дадат максимум и дека нема да бидат толку, како да кажам, под еден психолошки притисок дека мора. Да, мора. Меѓутоа, они со самото толку... Они мораат, но и сакаат. Не сакаат, нормално. Тоа рековме, индивидуалниот сега е тука, докажување за својата држава, за својата репутација. Па и за себе лично. За себе лично. За утре, задутре си го трасираат патот. Таму ќе има еден куп менаџери. Сикако. Но тоа може да биде од друга страна па и притисок за нив. Па сега, ја верувам дека со оглед на тоа дека во последните години еве играат и работнички, и Пелистер, еве сега и Шкендија, тие играчи веќе имаат искуство од меѓународни надпревари, квалификации за Лига шампиони, Лига Европа, надпревари на национално ниво, еве ги обезбедени им се доста надпревари и ова што го направи, например, сега Благоја Боби Милевски со репрезентацијата со вклучување на 7 млади играчи, како што се Елив, како што е Поп Златанов и останатите, да го осетат тоа кој што ќе утре, заутре тие ќе бидат носители и ќе бидат дел костурот на следниот циклус, каде што реално верувам дека пак може да се избори со оглед на групата во која што сме, значи зашто да не се индивидуално ако гледаме, јас стварно не верувам која утакмица може притисок да му створи на Дарко Велковски, на Давид Бабунски и на Николов, например. Да, се пускал карактери, а пусти да. на Дилско. Карактери, да. Значи се докажа како борци и играчи кои имаат капацитет. Да. Више карактерно зборам, плюс што имаат искуство. Искуство имаат и карактерот е многу битен фактор, да. Значи, они како личности, ја верувам дека они не се замарат. Они ќе излезат на терен и играат и даваат максимум, значи на крајот од крајштата. А нели имавме 2-3 критични точки, нели Боби која презема репрезентацијата, од тогаш нема пораз. Ја мислам, тоа никој не ги гледаше, си идеше, растеше притисокот, растеше, додека дојде и Шкотска и сви тука најдобро одреагира.
Мислам, Се сеќавам на последната пресконференција на Милевски, по последниот надпревар, кога излезе со солзи во очите, кога рече кај се тие душегрижници кои се сомневаа во... Ги имаме тие такви... А не ги имаме, тоа е преполно, се он малку си ослободи душата после тоа да каже, меѓутоа не би го зимал тоа за озбилно. Такви ги имаме. Добро, но си олесни на душата човекот. Кажав, ја мислам и кажавме и правиме муабе дека секојаш ќе ги има. А добро е да ги има. И добро е. Фудбалот Тоа е еден позитивен притисок. Еве да, еден Роналдо, мотивација. толку притисоци, не ова, не она, не ова. Слаб играч, само- Слабije, Меси, пример давам. Да, за такви звезди. Так. А имат право да критикуват. Не е спорно тоа, никој не го спори тоа. Публиката си е таа. И псујат, има некој го сака Македонија бара. си е таа, тоа е критики од Не, политика. имам да се- право, ама Да. тоа професионалното. Боби малку го дрма изгледа за таа изјава. Да, но веројатно му тежало. Па Сигурно. предпоставувам И покрај се што направи, како некој да очекува да кикне. Толку му авети, како сега вие Штербик, ние добивме на превара. Мислам, тоа е момент, пример, и сега сите да го нападнеме. Боби тоа го кажа у еден мал дел, а све другото што го каже потпуно нешто друго. Една црта кон ракометарите и нашиве фудбалери. младите се гледа некоја скромност кај нив. Да. Еве и ови се првакци и тоа секој човек тоа го има. Само со работата, со доброто, тоа излегува напред. И тоа е еден параметар кој кажува дека имаме озбилни луѓе, ама се и нели Но и имаат озбилни озбилни играчи. Апсолутно. Меѓутоа, после имаме ние, за мене најголем проблем после јули, август, септембар 2018-19, како кој од нив сам после ќе го препознае патот, вистината, тајната, како треба да работи, како индивидуално ќе препознае да продолжи да работи. Дека фудбал не е тенис, кај тенис го има еве Џоковиќ, Надал, нели? Тоа се гледа кај фудбалот, колективот може да ве дигне и некои играчи кои биле, не биле, ќе си помислат да и онда после почна да се губат. Да гледаме да не се изгубат. Да секој својот зеници го достигне. Затоа што следниот че Кореја репрезентацијата. Правиме мала пауза за реклами и одиме во третиот и последен дел од емисијата вечера. Во третиот и последен дел од емисијата вечерва ќе разговараме за противниците на нашата репрезентација, но и за фаворитите воопшто на ова европско младинско фудбалско првенство. Васе отвараме со Шпанија на 17 јуни. Подобар почеток на шампионатот и посилен противник не можевме да посакаме. Шпанците се навистина со еден супер состав. Сите репрезентации што се тамо се супер. Така да и ние сме супер, чим сме отишле, не знам, 12. Може би се поискусни, не знам. Доаѓаат од поголеми клубови, Поголеми од поорганизирани клубови. По-самодоверба имаат. Меѓутоа тоа е Момент. ке те па се опушташ. Тоа е послабиот, добива повеќе мотив има од познати се Шпанија, не играм јас во Реал, не знам. Тоа е шанса нашите да се стегнат, да си играат како што се играат до сега, без притисок, што велам. Сега, убаво е и први да се, ништо не е страшно. Јас кажав, Па и последни да успехот се го угрупат. направија со самото учество. Сега е Кремот. игра професионално, да ги видат, да се покажат, ќе имам, сите ќе гледат, и да си направат фудбалски кариери во клубови. Виктор, Шпанија предпоставувам дека ќе ги мотивира многу нашите репрезентативци. Колку е тешко, тоа е прво коло. Желбата е голема. Противникот е голем како планина. Па сега озбилно да би требале да сме дел од самиот тим, подетално да можеме да збориме и за но еве Шпанија. вака вие како Меѓутоа, тренери, како Срđan играчи. Захариевски многу добро ги опиша противниците. Многу добро. Мислам, не знам на која телевизија може Тука беше, да. беше. Така тоа го следев баш внимателно, многу убаво ги објасни. Првата утакмица
Сега гледате, ние сега само паралела со Ювентус Реал. Јуве не прими гол тактички, дефинитивно ги следевме, али меѓутоа тука се некои детали кои стварно треба да си дел од тимот, да можеш по-озбилно и ја по-конкретно да кажам. Овака што да кажам сега малку паушално, Шпанија е ова, мотиви, не мотиви. Дали поише зависи од нас или од шпанците? Тука ми е клучното, зависи од шпанците. Мислам дека ние нашиот ниво ќе го држиме максимално. Сигурно дека ќе зависи од нив, апсолутно. Турнирскиот дел, самата припрема оваа заднава недела до почетокот, самите анализи на Шпанија, мада сега не знам колку може анализи да се направат, не е клубски фудбал, ние лесно ќе направиме од задни 5 надпревари анализа за шестиот на противникот. Кај репрезентација е по-друго. Значи, првата утакмица дефинитивно да не подлегнеме. Ја пак еве као репер, нели Вардар тргна слабо на почетокот со Барселона. Со Барселона, меѓутоа тоа многу кратко трае. Теренот која ќе дојде, нема многу везе, која ќе дојдат они заедно ќе реагираат на терен, еден прекид, самото припрема конкретна на прекидите, на одбраната, на тие работи, тоа може да го реши. Прв надпревар 5 минути ќе трае, после они ќе се прилагодат, ќе се држат. Не гледам тука некој посебен муабе да би водиле во таа насока. Како ќе одреагираме од ден у ден, од 2 у 2 дена. Дај Боже да тепаме Шпанија или да ја уопште не влегувам во тоа, па ќе зависи после Португалија, Србија, па самата припрема кон тоа. Не дај Боже да изгубиме, пак да се дигнеме. Само сакам да кажам дека екипата стварно делува спремна без оглед во која состојба се. Дали у негативна дека се спремаш, не дај Боже да е овака имаш 2-3 варијанти, меѓутоа мислам дека сме ние дефинитивно спремни и од противниците ќе зависи доста на кој начин се они. Психолошки, Гораст, ти ги познаваш многу подобро работите. Ете Шпанија, прво поле, тежат ли такви надпревари? Или мотивираат? Па ја пред себе рекол дека повеќе мотивираат. Бидејќи сега правиме муабет за овие момци дека ова е шанса, историска, може животна шанса за некои играчи. Меѓутоа, многу битен фактор е да сите играчи се здрави, прави, значи да се подготвени, Виктор кажа, подготвени се, добро е работено со нив, имаат база што се вели, тие преодни 5-10 минути стабилизација додека се осети атмосферата, стадионот, Шпанија, тоа ќе помине, ќе надвладеат, имајќи во предвид и карактерот на некои од нашите играчи кои што играат, кои што буквално можеме да кажеме не се замараат со кого играат, како играат, они си играат тоа. Като сега да те прашам, дали во тој дел од пристапот на играта е важно како ќе влезат нашите играчи? Јас верувам дека ќе влезат максимално мотивирани пред се, дека ќе бидат психолошки добро подготвени, дека Боби се знае работата, ги знае, нив се знаат меѓу себе каков приод ќе имаат, како да се постават, ќе се мотивираат, ќе се бодрат еден со друг. Значи, нема да представува некој Шпанија, да, фаворит, меѓутоа фаворите ако гледаме Мислам дека на нив повеќе ќе им тежи. Ќе им тежи повеќе на нив, они ќе мора да напаѓаат, ќе мора да се отворат. Спортска фудбалска јавност ќе бара од нив резултат, што не е случај ке нашите. Во неколку наврати кажавме дека ние го постигнавме тоа што требаше да го направиме. Шпанија ќе биде фаворит, ќе биде под голем притисок, без разлика што играат тие момци во големи клубови, меѓутоа може да не се погодат коцките тој ден, да не биде евентуално денот биоритмо, да не се погоди па проблеми на тактички план, па секако што ние ги анализираме и они нас не анализираат, значи они нема да влезат се. Македонија подценувачки постојни резултати со Франција, со некои квалитетни репрезентации, така да верувам дека надпреварите ќе бидат доста тесни, доста изедначени и дека психолошкиот проблем не би требало да представува проблем, бидејќи сепак тие играчи, пак ќе кажеме, играле европски надпревари, лигата играат константно и предност е што веќе него збориме дека 60-70% играчи се од домашното првенство имаат континуитет, значи имаат надпревари, еве Елиф има 50 надпревари. Да. Во првенството, што куп, што пријателски, што првенствени, да не правиме муабети за другите, за репрезентативите кои што па и Бабунски игра стандардно сега во Јапонија, Гоманите, Шишковски исто, значи сите имаат континуитет и тоа е многу битен фактор. И што се здрави прави. И што мислам дека пак ќе кажам, ја гледаат шансата и самите себе за една кариера, бидејќи колективот тебе ќе те исфрли, меѓутоа ти ќе треба после ова европско првенство саме да си го трасираш и не да застанеш тука, туку да бидеш
уште подобар за утре заутре да стигнеш и до репрезентација. Па се да го отвориме овој круг на прашања со тоа колку стилот на играта Шпанија, Србија, Португалија ни се блиски, далечни, колку ни одговараат, колку не ни одговараат за ова европско првенство. По принцип, нашите, така јас размислувам, нашите си имат стил на игра, нема прилагодување. Шпанците си играт своето, ние веројатно анализи се прават. Виктор Игорот може подобро да каже. Најлошото е да се прилагодиш према према стилот на противник. Да, обично во последно време селекторите и тренерите велат многу е важно како ние ќе си одиграме. Дали ние нашата игра ќе одиграме? Фактички и доверба, стилот се прави према материјалот кој го има. Материјалот кој го има, така да и доверба имат играчите се. Споредба да, ќе анализирам да противникот, меѓутоа јас сум си газда. Јас си кажувам како ќе играме, што ќе правиме. Виктор, еве слично и за тебе, значи Шпанија е еден тип на репрезентација, Србија е друг тип. Португалија можеби со Шпанија се блиски во играта со оглед на менталитетот на од тоа од каде доаѓаат играчите. Па добро, португалските тренери се едни од подобрите задните 5-6 години. Не би ја споредил ја Португалија со Шпанија, поготово кроз сениорскиот ако гледаме. Србија, као Србија е специфично. Тука тактички, формацијски, Шпанија е класик. Тука немаме некоја филозофија. Еви во неделя ги имаме и сениорите тука. Да. Тука само ќе се детектираат одредените моменти кои може да ги спречиме односно да ја нивната игра да ја како би рекол неутрализираме. На тој начин ќе се спремаме ние. Ние нашето и сакаме, не сакаме, ќе го играме. Тука нема филозофија, барди во однос на себе, во самата тактичка поставка 10, 20, 30% формацијата, али више после индивидуалното и начин на кој они работат внатре. Така да мислам дека Шпанија е јасна како ден, али не ми е во прв план самата формација, самата тактика, кај Шпанија е јасно. Ја не можам пак да кажам, убаво Гораст каже, да, они ќе не следат, ќе не анализираат Леден Асенсиев, кој игра, не му е, тоа апсолутно е на ниво дека он мора, меѓутоа, ние имаме голема шанса со овие, не зборевме многу за нашите играчи индивидуално. Не знам нели за Дарко Велковски, Битула и за целите, кај нив се гледа една карактерна особина која стварно апсолутно не остава простор да ние можеме само да се спремаме, не дај Боже, гол можеш да добиеш секогаш. Јуве се растори. Само во тие моменти како ќе одреагираме. Значи да се држи до крај без оглед на све дека тој менталитет, тој пат кој го идеме, тој на крај ќе донесе резултат. Само тие замки кои може да се десат, на нив да бидеме спремни, во ситуација, не дај Боже, да се деси гол, овоно, како ќе одреагираат. Да се држи, тука покажавме јачина и ја многу релаксирано ќе ги следам тие надпревари од проста причина. Ја реков, ние завршивме работата, ние завршивме дека се они спремни за репрезентација. Али тука се иде до крај, кај ќе се стигне, нек се стигне. Ја стварно не можам, ние треба да им олесниме на нив, поготово ајде од стручен некој агол, али они се идат од утакмиза и тоа го имаат во себе. Тоа го имаат во себе. Супер е што е толку медиски застапено. Само повише треба сега од внатре да ги следиме, да можеме отприлике да ги поддржиме. Да, апсолутно. Гораст, еве во однос на противниците истото прашање. Ни одговараат, не ни одговараат. Можеме лесно да се прилагодиме или тие да не се прилагодат на нас, па што би било многу добро. Добре, ве кажавме, која е Шпанија, која е Србија, Португалија, менталитетот, сите си се препознаваат веќе репрезентации по еден свој одреден стил. Реално дека сите овие репрезентации се фаворити со нас, меѓутоа, имајќи во предвид, еве Виктор кажа, значи карактерните на нашите играчи,
победнички, значи они само довербата е многу Да, битен импонираше фактор. тоа во Импонира, квалификација. значи излегува на терен, само доверба се гледаше кај секој, желба што е многу битно за националниот дрес, за нешто национално да се бори за ова знаме, за оваа држава, за овој народ. Значи они излегуваат и максимално гинат, што се вели на терен. Го стават срцето на терен. Ми Боби во неколку наврати, дечки, стварно го ставивте срцето на терен. Тактички сега не можеме многу ние да дискутираме како што ќе бидат со однос со другите репрезентации, меѓутоа да не подлегнеме како ќе изреагираме, рече Виктор, на примен гол, па и кој ќе даеме гол, како да изреагираме. Значи тие мали некои нијанси што верувам дека нема да бидат непознаница за нашите фудбалери и дека стручниот тим тука се да не ги забораваме Звонко и Боби кои што му помагаат на и тренерот на Гомано Ѓоре Јовановски кои што му помагаат на Боби, дека добро ќе ги вкомпонират самите играчи, исто ситуацијата ќе осетат моментот и дека ќе одговорат добро и се надевам дека како Викторија релаксирачки ќе уживам во надпреварите на нашата репрезентација и да очекуваме дека ќе направат еден степ овер, значи чекор повеќе и дека ќе ја израдуваат ова нација, овој народ. Еве имаме сега Вардар, европски шампион, па зашто не и младите да направат некој успех, честитки да искористиме оваа прилика. За крај, секој поединечно вас има силни репрезентации тука, како Англија, Шведска, Италија, Германија, Македонија, конечно, Португалија, Шпанија, навистина Полска, Акине. Кој е според тебе еден од фаворитите? Италијаните доаѓаат со квалитетен, силен состав, имаат дури обврска да додат до крај. Се чувствуваат како така? Фаворит. Сите се фаворити, меѓутоа јас ќе најавам прво нормално за нашите и од бивши условенски простори не знам. Само Србија. Помогне за Србија. И мислам интересна репрезентација Србија. Може се и може и да пропадне. Следејќи помалку, квалитетни фудбалери имат и они. Ова е кремот на Европа во оваа категорија. И мислам, еве, фаворит Србија за мене. Виктор? Па овака сега од страна Тука си германците, за навивање ги немаме што заборав. да збориме, значи ова е нешто посебно. За Македонија У21 е центар на фудбалот млад во свет и ние сме меѓу 12. Италија би ја издвоил како еден кандидат. Ова Англија тоа и можеби некоја тоа Шведска во тој смисол, али Италија дефинитивно кој некој кандидат и после првите утакмици веќе ќе се види, да. Гораст? Па за мене изненадување беше минатата година или предминатата Шведска. Да. Значи, тие секогаш имаат Виктор ги скандинавците се многу спомна. опасни. Значи они се од денес за утре, они не се оптоваруваат никаков притисок, значи максимално може да изненадат, меѓутоа Македонија да не ја ставаме во оваа категорија нормално, а како фаворити би одвоил германците и италијаните од тие две репрезентации. Очекува интересно европско фудбалско првенство, 21 поред во оваа категорија. Уште еднаш сите надпревари во Полска, што ќе се играат на телевизија Нова. Термините се 18 часот и 20 и 45 часот. Ќе имаме и отворени студија со гости, ќе анализираме, ќе дебатираме и на крајот се надевам дека ќе се радуваме на успехот на македонската младинска фудбалска репрезентација како прв чекор кон пласман на едно сениорско фудбалско европско првенство, зошто да не и светско. Почитувани, ви благодарам за вниманието, вам што гостувавте исто така за одвоеното време. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.